Почитувани колеги, почитувана јавност, заменик министер, ова е четврти пат да го поднесувам истиот амандман и 4 пати се одбива истиот амандман, но ниеднаш досега никој не ми даде образложение на ваков начин дека во градот Скопје се извинувам. Ниеден досега не ми даде вакво образложение дека во град Скопје има покриеност со мерни станици. Почитуван, јас би ве замолила вие сериозно да истражите кои се тие мерни станици, каде се поставени. Мене конкретно за овој амандман ме интересира за општина Кисела Вода и како што имам напоменето во населба Кисела Вода и населба Драчево. Во цела територија на општина Кисела Вода со донација на град Скопје е поставена една мерна станица која не е доволна за целата територија на општината. Што правиме со останатите делови од општината? Што правиме со регионот каде што е населба Драчево? Сметам дека тие луѓе треба да знаат каков воздух дишат. Дали воздухот е загаден? Дали треба да се превземаат одредени мерки? И лично не го прифаќам образложението кое ми го дадовте. Јас само ќе ве подсетам. Во периодот 2017-2019 година господинот Петре Шилегов потрошил нешто над 3 милиони евра или 10 пати повеќе од средствата издвоени што се потребни за да се направат мерни станици на територијата на град Скопје. Знаете како? Постојат приватни, непрофесионални мерни станици. И ние не можеме да се ослонуваме, мене многу ми е жал сега колешката Морачанин што не е присутна, верувам дека ќе даде поддршка на вакво нешто во дискусија, но ете штета тие што се борат за здравата животна средина што не се присутни овде. Значи, не може да се ослонуваме на приватни мерни станици, не може да се ослонуваме на нешто што е купено од AliExpress, да ни кажува каков квалитет на воздух дишеме. Почитувани. Значи, ако може, во период од само 3 години, значи издвоев период 17, 18, 19 година, да се издвојат 10 пати повеќе средства, да се издвојат средства за кампањи, за елаборати, за истражување во врска со загадување на воздухот, а да не се издвојат средства за тоа каков воздух дишеме и да знаеме како може да се прави истражување кога нели не знаеме. И знаете што е најинтересно? Во цела оваа ситуација, верувам колегите кога ќе завршат со разговорот ќе продолжат да ме слушаат заинтересирано, но како може во 2019 година, кога се трошат рекордни средства, Шилегов издвојува за борба против загадувањето во 2019 година, а таа година ние во светски рамки сме прогласени за еден од најзагадените градови во светот. Сега тоа не ни е поука. 4 пати истиот амандман го поднесува. Зар средства има во буџетот за непродуктивни ставки? Средства во буџетот има да се кратат од места што не треба да се кратат, да се овозможи за вакво нешто, но ете се почнува. И впрочем, почитуван министер, заменик министер, знаете како, ова е ваш проект, ова е проект предлог во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа би било еден од клучните проекти
Зошто истиот да не се прифати денес? Јас ке се обратам и кај колегите од ДУИ кои со големо внимание ме следат сега додека јас зборувам. Нели впрочем овдека вие како партија бевте ребрендирани, колеги. Зелена агенда имавте за заштита на животната средина. Но ете, карактерот, вниманието кое го дававте и целата ситуација кажува искрено за вас и за вашите намери кои ги имате како партија. Се ребрендиравте со зелена агенда, тоа значи дека ги поддржувате проекти поврзани со заштита на животната средина, а не, знаете како, само колку да се каже во јавноста е целата таа работа, но ако вашата сериозност, тоест несериозност, покажува многу за вас. Сега, колеги, знаете како, многумина од вашите претходници кои на некаков начин си ја кажаа својата карактерна особина и личност и тие заминаа во историјата, зборувам за вашите лидери, посебно на Социјалдемократскиот сојуз, и сега јас сакам да напоменам, се менуваат лидериве, се менуваат премиериве, програмиве остануваат исти или се разликуваат. Бидејќи ветено е од ваша страна дека ќе се направат вакви клучни проекти, но лицемерието се покажува на дело. Јас пак ќе ве замолам, исто како што ве замолувам постојано за оној комисиски амандман да го имаме поврзан со протестот кој денес го имаме, иницииран од Сојузот на синдикати, да имаме комисиски амандман со кој ќе им дозволиме и овозможиме на луѓето поголема плата, јас и би ве замолила сега, кога ќе одлучувате за овој амандман, да одлучите позитивно, бидејќи не станува збор за голема сума на средства, а е потребно заштита на животната средина, потребно е да знаеме каков воздух дишеме и со што располагаме. Ви благодарам.